Така, тоа е она што ќе го разгледуваме во денешната емисија како тема, која што веќе долу ќе може да се испише, сомнежи во индикациите на новиот лек за болните од хронично миелоична леукемија. Тоа е темата за најава практично на денешната тема и на нашите гости. Мора да се подсетиме на прилог кој што одеше во саботата, направен од колегата Гаврил Сирачевски од информативната програма, за да видиме каде започна проблемот, да го погледнеме прилогот и ќе се вратиме во студиото да најавиме и изјави за она што се случуваше утринава. Сдруженијето за помош на заболени од хронична миелоична леукемија се сомневаат во ефикасноста на новиот лек имакребин, кој сега треба да го заменат за гливекот. Велат индикациите од него се уште не се познати и барат објаснување од Бирото за лекови зошто им е наметнато да го користат токму овој лек, кој покрај тоа што е регистриран во европските земји, сепак никаде се уште не се применува. Дали има, еве јас конкретно ме прашувам пред новинарите, дали сега на веб страната на Бирото за лекови стојат индикациите за имакребинот? Значи, во моментов сајтот се работи, производителот внесува. Јас ви кажам... Од Институтот за фармакологија велат дека документацијата на имакребинот е исправна и дека таа покажува дека лекот е прифатлив за употреба. Според раководителот на регистрацијата за лекови Весна Настевска, овие генерики веќе се прифатени од Европската агенција за лекови. Во јануари месец веќе и во Европската агенција од страна на генеричките паралели производители се аплицирани постапки на варијации со кои што се бара вклучување на овие две индикации во за да се одобрат и во збирниот извештај. Значи се бара, се уште не се. Тие ако го отвориме веб-сајтот, значи веќе и се процесирани и се одобрени како варијации. Лекот имакребин беше на проценка документацијата за него на институтот и одговорно тврдам дека овој лек располага со комплетна документација што е потребна за регистрација на еден генерички лек во Република Македонија и не само во Република Македонија, било каде во светот. Во моментот околу 70 на пациенти боледуваат од хронична миелоична леукемија. Овие пациенти досега го користеа лекот Гливек, кој во наредните 8 месеци ќе мора да го заменат со имакребинот, односно генерика, која како најевтин лек победи на тендерот на клиниката за хематологија. Така, во продолжение, колешката Галена Николовска го продолжува овој настан во денешното издание на информативната програма, да видиме кои случувања беа утринава од изјавите кои што имаше можност да ги фатија. Со целосниот извештај ќе ја видите во вестите во 16 или во дневникот во 17 часот. Одиме со изјавите од утринава и потоа се враќаме во студиото. Со херпеси сме, со проливи сме. Како не? Па кажете ми до каде ни е. Информација добивте и од нашата клиника, и од Бирото за лекови, и од фармакологија, каде што е лекот регистриран. Ние спроведовме само постапки. Имаме информација. Тие информации се од Биро за лекови. Ние, јас како членка на ова здружение, апелирам да ни се даде тој Гливек, оригиналниот лек знаменет специфично за оваа болест, затоа што благодарение на тој лек ние сме еве тука исправени, здрави и прави. Без тој лек ние ќе умреме. Со Гливекот добро се чувствуваме и сакаме се бориме втората генерација да земиме да сигнат, а не да се вратиме 10 години наназад. Имаме јаки аргументи да задржиме лекот, да се бориме за лекот, а тоа го оставам на институциите да го решат. Така, значи тоа се изјавите кои што беа дадени утринава, сето тоа ќе го изанализираме токму во денешното издание. Гостите кои што се во студиото со мене и со вас, практично ги видовте пред малку на изјавите. Станува збор за Пепо Леви, председател на Сдруженијето за помош на заболени од хронична миелоична леукемија, како член од Скопје и членот од Битола до него, господинот Селедин Ахмет од истото здружение. Добре дојдовте. Од Битола. Така. Задоснивме со емисијата, затоа и кажав на почетокот, токму поради тоа што само што завршивте со состанок пред отприлика скоро половина час, каде што требаше да се донесат, господине Леви, веројатно и последните заклучоци и да се даде конечниот одговор на она што се случува веќе неколку дена откако се донесе новата генерика. Што се случи на состанокот? Денеска одржавме состанок во просториите на клиника. Ја замоливме професор Чевревска да не прими.
se organizira jedan sostanok na koji beja поканети од страна на клиниката господинот Лабачевски и директорката на Бирото за лекови. Ние сакавме да поразговараме со нашите доктори и со професорката што мислат они во врска со набавка на новиот лек, каков е нивниот став, какво е нивното размислување, дали е тоа во ред што се прави, бидејќи ние имаме одредени податоци. Денеска не е тешко да се, ако се некој заинтересира на интернет, може се да најде. Ние влеговме во сајтот на Европска агенција за лекови, од каде црпиме одредени податоци. Сме во мрежа на CML здруженијата сите во Европа, од сите здруженија во светот имаме апдейтирани податоци, така да можеме на тема CML лекување и нашата болест да бидеме равноправен соговорник на било кого. Нашите професори не респектираат, ние исто така нив, длабоко ги цениме и како стручњаци и како професионалци, имаме многу доверба во нив. Меѓутоа, ова сега што се направи со последната набавка, побуди сумња кај нас, кај заболените. Масовно преку 30 души дојдоа денеска на клиника да побараат објаснување што е тоа што се случува. Затоа што лекот имакребин кој победи на тендерот е лек кој не го прима ниеден пациент во Европа.